Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Харитина, свештеномаченикот Дионисий епископ Александриски и преподобниот Евдоким Ватопецки. Светата маченичка Харитина, како сираче во детството била посвоена од некој угледен човек и христијанин Клаудиј, која воспитал како своја родена ќерка. Харитина била кротка, смирена, послушна и молчалива. Деноноќно се поучувала на законот Божји и дала завет дека векот ќе го проживее во девство како вистинска невеста Христова. Но како што Харитина и други обраќала кон Христовата вера, за неа слушнал намесникот на царот Диоклицијан. Некој си Дометијан и испратил војници, ја грабнале од кај незиниот старател и ја извеле пред суд. Судијата ја прашал, дали е вистина девојко дека си христијанка и дека и други наговараш приведувајќи ги кон нечиста вера. Харитина одговорила храбро, вистина е дека сум христијанка, а лага дека другите ги наговарам, туку заблудените ги изведувам на патот на вистината, приведувајќи ги кон мојот Христос. Лошиот судија наредил да ја истрижат косата и ставиле жар на главата. Но со Божја сила девицата била сочувана. Ја фрлиле во морето, но Бог ја избавил од морето. Ја врзале на тркало и почнале да ја вртат. Но ангел Божји го застанал тркалото и Харитина останала неповредена. Тогаш злобниот судија испратил некои лоши момчиња да ја осквернат. Плашејки се од безчестие, Харитина се помолила на Бога да ја прими душата, пред тие развратници да ја го осквернат нејзиното девојчинско тело. И додека клечејки се молела на Бога, нејзината душа излегла од неа и се преселила во безсмртното Христово царство. Свештеномаченикот Дионисий епископ Александриски. Роден е во Александрија од познати и незнабожечки родители и бил воспитан во грчката филозофија, а потоа се учел и кај Ориген. Како млад ги прочитал посланијата на светиот апостол Павле, поверувал во Христа и се крстил од Димитрий, тогашниот епископ во Александрија. Во 247-та станал епископ во истиот град и му послужил на Бога и на народот Божји како вистински пастир и тоа под многу тешки услови. Однадвор црквата била гонета од незнабожците, а одвнатре била распарчувана од еретиците. При тоа уште удрила и чума, што ги ништела луѓето во период од неколку години. 3 години проживеал надвор од Александрија, скриен од верните, пред време да не погине. Во тие 3 години тој напишал многу посланија и други состави на својата патства, поучувајќи ги и храбрејќи ги во чувањето на православието. Помеѓу неговите списи се наоѓаат и неколку канони што ги прифатила црквата. Исто така и неговото писмо против новацијаните се смета за канонско писмо. Управувал со црквата 17 години и се упокоил во 265 година. Преподобниот Евдоким Ватопецки. Во 1841 година, кога во Ватопет ја поправале костурницата, мајсторите ги пронашле моштите на некој човек во положба на клечење и со икона на Пресвета Богородица на градите во рацете. Необичен чуден мирис се разлеал од тие мошти.
Монасите, не знаејќи ни кој бил тој свет маж, ниту кога живеел, му дале име Евдоким и неговите мошти ги пренеле во црквата каде што и денес постојат. Од тие мошти се случиле многу чудни исцелувања. На сребреното ковчеже и сега стојат изрезбаните зборови. Ова ковчеже го изработи монахот Гаврил за чесната глава на светиот Евдоким, кого овој светител го исцелил од тешката болест.